građanin na Republika Makedonija. I ja sam građanin, zato i dođem tuka. Многумина на ова наша убава Македонија се заканувале. Не успеале. Нема ни сега да успеат. Гордо звучи името Македонец, Македонија. По тоа не познаваат сите. Ако тоа го изгубиме, драги сограѓани, треба да си плупнеме в лице сите. Вакви работи може да не се случат само нам, меѓу кои живеат македонци кои воопште не го чувствуваат името македонец. Тие само чувствуваат пари. Меѓутоа, тие пари ќе им се удрат од глава. Јас ја формирав армијата на Република Македонија. Овие наши политичари ниту знаеја што правиме, ниту знаеја што сака. Кога го повторив прашањето дали вие сакате да имате армија? Да. Одврзете го кесето. Армија не се формира без пари, без народ. А вие сте тој народ. Вие сте граѓаните. Вие сте базата од која одбраната на Македонија црпе сили. Знам дека ви е познато колку Македонија одвојува за развој на армијата и на собствената одбрана. Еднаш за навек да раскрстиме. Одбрана и армија не е исто. Армијата е само еден сегмент во одбраната на оваа држава. Тоа е рбет. Успеете ли рбето да го скршите, вие немате веќе држава. Како се крши рбетот на оваа армија? Со финансии. Нашите финансии се 0,9 од буџетот. Што можете да направите вие? Кој тенк да купите? Кого да платите? Со кој пари? Значи, тука лежи зајко. И што е... Да, така, без пари не можете ништо да имате. Второ прашање. Долго време политиката се мачи. Дали у Македонија да воведе регрутен систем или да имаме платена армија? Регрутен систем! Ние ќе мораме да се научиме да си ја браниме држава. Армијата треба да има платена војска, но уште пред кој знае колку векови Сун Цу Ву пишувал 12 тони за одбраната. И на царот му рекол, ако немате резерва, не можеме да добиеме битка. Ние денес немаме резерва, немаме со што да ја пополниме. Немаме воопшто каде да ги обучуваме. И ако тргнеме од овде, да одиме да се браниме, верувам дека некој ќе се рани сами од себе си. Не сме обучени за одбрана на оваа наша држава Македонија.
Zato, dragi građani, ne razmislujte, работайте. Не размислувайте, туку, ако треба, ова ќе го правиме и цела година. Има да ги натераме да го направат тоа што ние сакаме. Не мислам повеќе да ве мачам. Има многу работи кои требаме да си ги решиме самите меѓу себе. Знаете што? Платформата не е ни спомнува. Не е моја. Тоа е туѓа платформа. Кој сака платформа, не ходи во Тирана. Нема што да бари. Така е. Тоа е право тамо да го туриме кејши. Зар ние волку глави, паметни луѓе, доктори на науки, магистри, зар не можеме ние да си направиме некоја таква работа? Колку ли сме далеко од тоа? Но се плашат луѓето да не чујат тоа што не сака да го слушаат. Во нашата декларација мора да пишува следно. И тоа под број 1. Оној македонец кој ја предаде својата држава, нека оди прв сам во затвор. Така е! На бензилка! На крајот, ќе молам, на крајот, пејте ги песните наши! Донесиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Едно име имаме, о душава го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. И на крајот, ова што го зборуваме овде, под број 1, нема да дозволиме некој друг да ни натура влада која не е потекната од овој народ. Благодарам што ги слушате. Да живее Република Македонија! Како генерал му честитам на председателот на Републиката. Му честитам затоа што мораше два пати на неуките луѓе да им кажува дека не може да даде мандат на оној што предава својата држава. Бидете живи и здрави. Ние сме христијани со Бога напред.